Лебот во некои маркети се продава 35, во други стигнува до 50, сирење може да се купи за 370, но и за 450 денари. Идентично се случува и со јајцата, овошјето и други секојдневно потребни артикли. Граѓаните на ова се жалат и се збунети од кој маркет што да купат поевтино. Од маркет до маркет стално има цени, разлика. Има. Колку има, многу. Причината за ова според граѓаните е следната. Ќе ви кажам, тоа е самоуправување. Нема кој да ги гоне. Треба да бидат сите продукти еднакво. Мислам, и овај маркет да биде толку и у другиот маркет толку. Има овие малските продавници, винички од леп 50 динара. А овие другите 39 динара. Рачуни колку, со 10 динара разлика. Веројатно трговците ги стават. Различни цени, различни маркети, различни газди, производителите една цена, продавачите друга цена. Тоа е тоа. Од дека да знаат тие ши продават. Дали на граѓаните ова треба да им се случува? Трговците самостојно си може да си ги регулираат цените, без оглед, освен доколку немаме ограничување на цените од страна на владата во однос на замрзнување. Сега доколку потрошувачот смета дека има нека огромна драстична разлика или дека трговецот не ги почитува маржите, се става дополнително повисоки цени или слично, што е сомнително за потрошувачот, може тоа да го пријави во Државниот пазарен инспекторат. За економистите, оваа состојба со толку големи ценовни разлики не е нормална, но тие ја објаснуваат на следниот начин. Тоа е стратегијата на компаниите. Ако сакаат побрзо да им се вратат парите, одат со помала маржа или пак со високи цени, односно со голема маржа. Затоа има разлика и народот се бутка во еден маркет, а многу помалку купуваат во друг маркет. Објаснува професорката Марија Зарезанкова. Независно од ова, министерот за економија Крешник Бектеши денес најави дека инспекторите се веќе на терен и ќе ги контролираат сите неправилности. Бидејќи кај поголемиот дел од овие производи се применува, како што наведов, мерката за ограничена трговска маржа до 10%, Државниот пазарен инспекторат ќе врши во континуитет контроли кон трговците на големо и трговците на мало за почитување на мерката при утврдување на цените. Дополнителни контроли се очекуваат од 1 декември ова година.